Драги мои, во минутите кои следат, останете на оваа фреквенција и бидете дел од новото издание на емисијата Наша сцена. И во ова издание на оваа емисија ви ги подготвивме најновите и најактуелни случувања од македонската музичка естрада. Како гости имаме две харизматични момчиња. Вие не пропуштајте, останете со нас во минутите кои следат. Драги мои, како денешен гостин во нашето студио го имаме младиот и талентиран Мартин Ангелески, кој ни доаѓа токму од Демирхизар. Мартин, здраво и добре ни дојде. Здраво, ви благодарам на поканата. Како се чувствуваш? Добро, фала на прашање. Поводот за твоето гостување токму во нашата емисија е твојата нова песна за која ќе си поразговараме подоцна. Овој разговор би сакала да го започнеме токму од твоите почетоци. Колку време се занимаваш со музика? Па професионално скоро веќе 2 години како вокален солист. Претходно ги изучував тапаните. Така, значи освен со музика, свириш и на инструменти, односно трупаш на тапани. Член сум на културно-уметничко друштво Илинден од Демирхизар повеќе од 4 години. Така, мораме да напоменеме дека настапуваш како солист, дека не си член на некоја група. Како дојде до идеја токму да се занимаваш баш со музика? Родителите го препознаа мојот талент, бидејќи брат ми беше музичар. Така? И почнав и јас да се занимавам со музика. Прво ги изучував тапаните, како што кажа, веќе сум дел од културно-уметничко друштво Илинден од Демирхизар. Така, колку време си член? Па веќе 4 години. Така, како тапанар? Да. Ти имаш и песна, првата песна пред колку години имаш извадена? Пред не цела година, да. Не цела година, која носи наслов Мелем за срце скршено. Кој е текстописец? Текстописецот на песната беше Валентин Соклевски, музиката и аранжманот на мојот професор Кирил Стечевски, песната беше снимена во ProSound Print. Така, дали може би имаш видеозапис за оваа песна? Да. Песната е промовирана токму кај вас во интернет. Така. Поводот, како што кажав на самиот почеток за твоето гостување токму во нашето студио, е твојата нова песна која носи наслов Малку е еден живот. Ајде нешто повеќе околу оваа песна. Песната е комплетно дело на мојот професор Кирил Стечевски. Музика, текст и аранжман. Песната исто е снимена во ProSound Print. Така. Јас предлагам да ја слушнеме тука во нашето студио, па се враќаме повторно да се продолжиме со нашиот разговор. Времето си минува, како река немирна, само спомен остана во една песна љубовна. Ако уште еднаш пак се родам јас, животот со песна ќе го помина. Малку еден живот, спомени да собере, малку една љубов, живот да ти промени. Малку една песна, се да ви раскажам, уште еднаш да се родам, вака пак ти живеам. Спомени по спомени, како бисер ѓердани, книгата е небото, нема да ги собери.
da se roda, vaka pak ti živeja. Мартин, навистина прекрасна песна, која се надевам дека добро ќе биде прифатена од публиката. Малку е еден живот. Дали планираш за оваа песна за скоро време и видеозапис? Да, се надевам ќе си покаже времето. Така. Еве веќе скоро година дена каде што сме зафатени од коронавирусот. Најмногу сте погодени вие, естрадните уметници. Што правеше Мартин за овој период? Најчесто ги подготувавме песните. Имам веќе неколку песни снимени. Еве сега една да ја промовираме. Така. Снимање со кавери, со други колеги, Така, дали онлайн снимања. Дали можеше твојата публика, твоите обожаватели да те забележат токму на социјалните мрежи, во тие лајв вклучувања, лајв изведувања на песни? Колку често беше застапен? Па најчесто бев на интернет, бидејќи ситуацијата така налагаше. Мораше да снимаме онлайн со други колеги. А дали за скоро време од Мартин да очекуваме некој поголем проект во живо со македонски стари песни, забавни? Да, веќе во тек снимањето на таков проект. Се надевам ќе испадне за скоро. Така. За крај, дали да очекуваме дует со некој од твоите колеги? Се надеваме и на тоа. Така. Што би им препорачале на гледачите на Н телевизија? Освен да се чуваат сега во оваа тешка ситуација, да седат дома, тоа е. Мартин, јас ти благодарам што беше гостин во мојата емисија, што одвои дел од твоето време. Се надевам дека за скоро време повторно ќе ни бидеш гостин, каде ќе ги слушнеме твоите нови песни. Јас ви благодарам повторно за вашата покана. Се надевам за брзо ќе се видиме повторно. Драги мои, во наредните 30 минути ќе уживаме во звуците на убавата македонска песна. Ќе уживаме во друштвото на харизматичниот, секогаш позитивен и талентиран дечко Александар Темелков, кој топло од Велес денес го имаме во нашето студио. Здраво и добре ни дојде. Добро да најдете, на Н телевизија и благодарам за покана. Како се чувствуваш? Супер, како сте вие? Супер. Ти благодарам што ја прифати нашата покана и што токму денес си дел од нашата емисија. На гледачите си им добро познат по учеството на Звездите на Гранд, но во оваа емисија би сакала да се задржам и да започнам токму од твоите почетоци. На колку време се занимаваш со музика, како почна? Вака, моите почетоци се од мојата најрана возраст, од прво оделение. На 7 годишна возраст го имав мојот прв настап. Оперски пејач Борис Трајанов бираше некој што ќе биде специјален гостин на неговиот концерт во Скопје. Се одржаваше тогаш во Дом на Арамот. И на ниво на општина Велес, единствено мене ми представуваше голема чест и задоволство да бидам дел од еден таков концерт на еден таков голем уметник. И до ден денес како ќе видам снимката, ми се враќаат едни добри спомени. Така, значи со само 7 годишна возраст го имаше твојот прв настап и токму на концерт. Дали се сеќаваш со која песна? Да. Мојата прва песна јавно на телевизија беше Јована Јовање. Така, кои ти беа впечатоците, дали можеби во тие моменти се сеќаваш да имаше трема? Па се сеќавам затоа што сепак 7 години, практично луѓето од 5-6 години веќе натаму се сеќаваат и така да мој впечаток и мои некои такви импресии после во текот на мојата изведба, како публиката стана на нозе, а ја едноставно бев толку многу мал што не се ни приметував на сцената на толкова сцена пред толку публика. Така, дали беше можеби најмладиот од сите изведувачи? Да. Браво, навистина за восхитување. Како се учеше? Дали посетуваше часови за пеење? Кој го препозна твојот талент? Па одев на нижо музичко, завршив, свира виолина, што се однесува до
до откривањето на талентот и сам си го открив, но и мојата мајка ми беше исто голема поддршка, која што на секој мој настап доаѓаше како поддршка со мене. И Да, и беше тука за се што ти е Да. потребно, бидејќи сега секако си пак мало детенце, Секако. големи потреби, се Неискуство, појавуваш, неискуство. Така. За себе имаш, толку млада, навистина доста талентиран, имаш 6 песни за кои ќе си поразговараме подоцна, но јас би сакала на самиот почеток да ја слушнеме Сине мој. Штом си решил да се жениш, сине мой, ангел мой, нека ти е вечна љубов, сине мой, до века. Срце ми е полно радост, сине мой, ангел мой, укисна да си видам, сине мой, ангел мой, да се сакате, да се љубите и од силна љубов вражба да изродите, воза да продолжите, да се сакате, да се љубите и од силна љубов вражба да изродите, воза да продолжите. Долго чекав и дочекав, сине мой, ангел мой, свадба татко да ти прави голема и весела. Срце ми е полно радост, сине мой, ангел мой, укисна да си видам, сине мой, ангел мой, да се сакате, да се љубите и од силна љубов вражба да изродите,
му една навистина прекрасна песна. Дали може би имаш видеозапис за оваа песна? Па за оваа песна немам видеозапис затоа што сите овие песни кога ги снимав едноставно се си барај време затоа што сум и студент. Така. Пред се имам многу обврски, но како викам, секи си дојде на свое место, полека, затоа што Так. во оваа работа и во оваа професија не треба брзање. Брзање, точно. Ти си навистина релативно доста млад, имаш доста време за себе да работиш, да се надоградуваш, да снимаш видеозаписи за твоите песни, освен со пеење. Дали може би свириш на некој инструмент или имаш желба? Па додека одев на музичко свира виолина. Тоа многу малку луѓе го знаат, но сега не свирам долго време. Така? Но не се сомнувам дека ако повторно продолжам да вежбам, дека ќе се вратам во таа некоја форма што сум бил. Така. Од каде љубовта кон токму баш кон фолк музиката? Па и баш и конкретно не можам да ви го објаснам ова прашање затоа што едноставно уште од година и пол сум пел, не сум бил се уште продан и сум пел затоа што и комшиите до мене кажуваат затоа што сум бил премногу мал и не се сеќавам. Така. Но имам и видеокасети кои што би сакал, ако е возможно, да ги префрлам на CD и да ги пуштам во јавност, да види публиката од колку многу мал ја сакам музика. Така. Напоменав дека за тебе има 6 песни, од кои Сине мој ја слушнавме, ќе ја слушнеме и ќе се женам јас. Како доаѓаш до идеја за снимање на овие песни? Дали некој ти помага во изборот, дали ти сам ги бираш? Па околу моите песни најголема поддршка ми е мојот менаџер, господин Блажо, кој поздравувам во оваа прилика. И така да секоја моја песна е отпеана со многу љубов, со емоција, со желба Так. за песната да биде успешна. И се надам секако досега кој ги има слушнато песните, може тоа да го потврди. Така, јас предлагам во нашето студио тука да ја слушнеме "Ке се женам јас", па ќе се продолжиме со нашиот разговор. Čestam, reših da se ženam jaz. Doma da ve počestam, reših da se ženam jaz. Gdje se ženam jaz, za moma ubava, za moma ubava, za lična Silvija. Gdje se ženam jaz, za moma ubava, za moma ubava, za lična Silvija. Majko porti otvori, da mlezat mojte drugari, oroda zaigram, svadba da mi započne. Oroda zaigram, svadba da mi započne. Gdje se ženam jaz, za moma ubava, za moma ubava, za lična Silvija. Gdje se žena
svatovi, site da zaigrame, pesna da zapeme, so vino da zaleme, pesna da zapeme, so vino da zaleme. Kje se ženam jaz za moma ubava, za moma ubava, za lična Silvija. Kje se ženam jaz za moma ubava, za moma ubava, za moja najmila. Ја слушнавме Ке се женам јас, на вистина преубава песна. И за оваа песна немаш снимено видеозапис, но се надеваме дека за скоро време овие песни ќе се обележат со видеозаписи и ќе им бидат представени на публиката баш онака како што се опишува и во самиот текст. Ти си познат и по учеството кај нашиот драг и покоен Драган Вучич, македонски идол. Па ајде нешто повеќе околу тоа. Македонски талент. Ајде Да. нешто повеќе околу тоа. Па Драган Вучич избираше 3 представника од Велес и јас тогаш имав 9 години. И кога се појавив на сцената, кога ме виде Драган, ми рече ако пееш толку добро колку што си убав и симпатичен, ти ќе бидеш вика атракција во шоуто. И нека почне во мир едно преубаво искуство затоа што моите почетоци биле токму кај него и сите тие настапи бев финалист на самото шоу. Од 400 кандидати бев 10 пласиран со само 10 години затоа што тоа траеше веќе година дена и на 10 години да бидеш 10 пласиран од 400 кандидати е каков голем успех. Навистина успех. Така. Дали може би со некој македонската естрада, со нашите естрадни уметници, имаш некаков контакт, дали може би планираш некој дует? Па имам доста контакт со мои колеги од Македонија, но сега со моменталната ситуација не можам ништо конкретно да кажам, затоа што не знаеме уште колку ќе трае, затоа што ние музичарите сега сме спречени да ја обвавуваме нашата работа и нашата професија, но се надевам се ќе се врати во најдобар ред и ќе можеме да си продолжиме нормално со кариерата. Така, поводот за твоето гостување во нашето студио е токму и твојата нова песна, која носи наслов Мало лево, мало десно. Таа е испеана на српски јазик. Твоја прва песна е испеана на српски јазик, па како е чувството, како се снајде? Па мора да напоменам пред да се направи песната на српски дека беше на македонски, но според текстот претпоставив дека може да добро да биде на српски, затоа што помладата популација обожава ваков тип на песни. Песната е во малце помодерен стил од досегашните мои снимени песни, но јас не одбегнувам мојот стил, но секогаш треба да се направи и нешто различно, интересно и за помладата популација. Така, еве кога сме веќе кај твојот стил на пење, јас би сакала да ја слушнеме само моја. Да може вечно моја да си ти, долги коси да милува, бело лице да бакнува. Да може вечно моја да си ти, долги коси да милува, бело лице да бакнува. Послушај ги Боже молитвите мои, да
krši srce moje, ne mi pravi jadovi. Ne davaj ja Bože v tugi pregradki, ne mi krši srce moje, ne mi pravi jadovi. Poslušaj i Bože molitvite moji, daj mi Anokila da ja miluvam, daj mi Anokila da ja baknuvam. Poslušaj i Bože molitvite moji, daj mi Anokila da ja miluvam, daj mi Anokila da ja baknuvam. Ја слушнавме само моја, до краја на нашата емисија ќе имаме можност да ја слушнеме и љубов моја. Навистина, дали е тешко за околу краток временски период да снимиш дури 6 песни? Па, доста тешко, затоа што се си бара и време и труд, се разбира, затоа што имам превише обврски и гледам максимално да се посветам на се. И автор на Жето Тиклешке, на сина мој пејачот Орце Стевковски, на Љубов моја, на Ке се женам јас, на Само моја и на Мало лево, мало десно Стојан Озаревски. Аранжман и музика е Славко Ристевски, продуцентот кај што ги снимам песните во Прилеп, Pro Sound Studio. И така имаме една добра соработка која што мислам и понатаму ќе продолжи. Така, веќе има 6 песни, дали за скоро време да очекуваме уште неколку, па ајде да ги заокружиме со еден албум? Па да, наскоро ќе снимам уште 2. Во тек е изработка за тие 2 песни, но овие 2 песни мислам дека и текако добро ќе бидат прифатени кај публиката, затоа што ќе имаат нешто посебно. Така, дали се во исти ритам како Сине мој, Ке се женам, или пак нешто како Мало лево, мало десно? Па не, ќе се вратам на тоа што јас сум на фолк стилот, затоа што мислам ние во македонската музичка естрада има доста снимени песни, но јас секогаш гледам да бидам оригинален и да разликувам од останатите. Така, во една прилика имав можност да погледнам едно од твоите излагања кај наши колеги, каде што кажуваш дека пред коронавирусот имано навистина доста настапи, дури 20 во еден месец. Каде се настапуваше? Како успеваше? Па добро, можда не биле околу 20, али 10 секако. Бев максимално растрчан, затоа што сегде кај што сум пеел, знаат каква добра забава правам и мене ми е драго што публиката го препознава тоа. Така. За време од коронавирусот, што правиш? Дали подготвуваш? Ајде кажа дека подготвуваш 2 нови песни, дали да очекуваме некој поголем проект од тебе? Па со овие 2 песни ќе имам 8. Па се надам дека до крај на годината, ако се среди оваа ситуација со пандемијата, дека ќе го издадам и мојот прв албум и ќе направам еден концерт во Дом на Арама како концертна промоција и ќе направам нешто интересно што досега не бе. Така, за крај на нашиот разговор би сакала да ја слушнеме Љубов моја, па ќе се вратиме во нашата студија. Кога прв пат јас те сретнав, беше една вечер есенска. Тогаш падна ти во преградка со твојата топла насмевка. Тогаш падна ти во преградка со твојата топла насмевка. Љубов моја ти си,
zaljubiš, ne ostavaj me. Ljubov moja mi podari, a ja s tebe topli bakneži. Dojdi sega, jas da te pregrnam i da umram neke zažalam. Dojdi sega, jas da te pregrnam i da umram neke zažalam. Ljubov moja ti si i gdje ostaneš, nemoj drug da zaljubiš, ne ostavaj me. Ljubav moja ti si i gdje ostaneš, nemoj drug da zaljubiš, ne ostavaj me. Teška taga mi ostavi, sa tvojite topli bakneži. Srcevo mi go zapali, nema ništo da go izgasi. Srcevo moje mi go zapali, nema ništo da go izgasi. Ljubav moja ti si i gdje ostaneš, nemoj drug da zaljubiš, ne ostavaj me. Ljubav moja ti si i gdje ostaneš, nemoj drug da zaljubiš, ne ostavaj me. Ја слушнавме и Љубов моја, навистина сите песните се преубави. Имаш уште две кои за жал во оваа емисија не можеме, уште три не можеме да ги слушнеме, но о том потом се надевам дека повторно ќе ни гостуваш. За крај би сакала нешто во живо да ми отпееш, пошто знам дека навистина добро звучиш во живо. По твој избор, не мора да е македонска, може и српска. Ne traži mi odmah da te zavolim, daj mi malo vremena da je prebolim, ni ti mene ne bi odmah volela, kada bi te duša tako bolela. Ne traži mi odmah da te zavolim, daj mi malo vremena da je prebolim, ni ti mene ne bi odmah volela, kada bi te duša tako bolela. Прекрасно, навистина прекрасно. Јас ти благодарам, ете што одлучи да ни отпееш еден рефрен во живо тука во нашето студио. Само за крај, што би им препорачале на нашите гледачи? Па би им порачал што повеќе да ме пратат, затоа што во текот на ова година, во овој период ќе бидам доста активен. Александар, јас ти благодарам што одвои време, што беше гостин во нашето студио. Се надевам дека за скоро време ќе го заокружиш твојот прв албум и ќе ни дојдеш тука на гости да ги промовираме твоите нови песни. Ви благодарам уште еднаш, се надевам ќе се видиме повторно.
Драги мои, тука е крај на уште едно издание на емисијата Наша сцена. Јас верувам успеавме до крај да го задржаме вашето внимание. Верувам уживавте со нас. За мојот изглед и во ова издание на оваа емисија се погрижија бутиците на Мис Сара, кои можете да ги најдете на 2 локации во Струга. Јас наредна средба ви закажувам за 7 дена, а ви останете во добро расположение.